Клуч наврата за еден куп бизниси, спогодбени откази и уште повеќе луѓе на улица. Нешто повеќе од 3500 работници останале без работа само во јуни, покажуваат најновите податоци на Агенцијата за вработување. Пандемијата по се изгледа си го направи своето, па така најмногу отпуштање има во производствениот сектор, во трговијата, во угостителството, а тука и туризмот кој буквално е оставен на колена. Дека економијата ни е во ќорсокак реагираат и граѓаните, велат дека периодов многу тешко ќе се преживее. Очигледно не е добро. Што до тоа да се каже. Сега е лошо секаде отпуштат. Како да биде подобре, објасни ми. Се затвораат фирми, бизниси, ситуацијата своето си го направи. Па нормално да е нормално. Знам дека ќерка ми 9 години стоматолог нема работа, ама тоа е тоа. Тешко е, да. Младите имаат работа периодов? Не е толку. Слабо има. Слаба. Никаква. Очекувате подобрување или слабо? Па слабо мислам дека. Надоле одиме, нагоре не. Но има и граѓани кои не сакаат да зборуваат за нашата телевизија. Како оценувате економскава ситуација во Од Македонија? која сте вие? Од Алфа сме. Благодарам, не давам изјави за Алфа, Зошто? затоа што се многу. Од Агенцијата за вработување се правда дека на најголем дел од отпуштените им истекле договорите за работа. Велат дел потпишале спогодбен отказ, а некои сами го напуштиле работното место. Од владата пак вела дека прават максимални напори за да се заштитат работниците, но ако се суди според бројките и не е баш така. Повикуваме на одговорност и кај компаниите да ова препорака ја прочитуваат затоа што е во интерес на здравствената заштита на сите граѓани, меѓу кои на нивните работници кои што понатаму треба да останат продуктивни и да се вратат на своите работни места понатаму. И додека министрите си тераат кампања тоне текстилниот сектор, корона кризата остави голем дел од работниците на улица. Од гласен текстилец за Алфа вела дека луѓето постојано губат работа, но и бараат државата сериозно да се посвети на проблемот. Посебно ми е жал што тоа се случува во Штип, како најголем работодавач во текстилна индустрија. Има колективни отпуштања или да не ги наречам отпуштања, да ги наречам непродолжување на договорите. Ако корона кризата продолжи, голем број работници од туристичкиот сектор ќе останат без работа. Станува збор за близу 20.000 работници. Сите до еден ќе добијат откази ако кризата трае до крајот на годинава. Инаку претходно околу 50 работници кои работеа на пругата Куманово-Белјаковце останаа на улица, откако компанијата Вибе им го раскина договорот. Инаку од стартот на пандемијата заклучно со јуни, без работа останале речиси 18.500 луѓе. По месеци најмногу откази имало во мај 7.000, потоа во април 6.000, а нешто повеќе од 2.000 работници изгубиле работа уште на стартот на кризата.